Добро вечер, почитувани гледачи. Ја ситниме 2021 година, јас ја дефинирам како година на една од потешките и подлабоките искушенија во секоја смисла, и здравствени, економски и политички. Ни се случи пандемијата која не поштеди ниту една пора од општествениот живот. Дома на економски план поради кризата баравме заеми, кредити и во странство и на домашен пазар, во обид да ги амортизираме сите оние длабоки економски последици во сите сектори и дејности. Политички ни се случија предвремени парламентарни избори, Македонија стана 30-та земја членка на НАТО, но затоа пак Европската Унија не извиси на истекот од оваа 2020 година. Беше тешка во многу сегменти и за економијата, и за политиката, и за уметноста. Што можеме да издвоиме како настани, како личност? Ке се обидам преку различни профили и професии на луѓе вечер овде во студиото наше да дефинираме како ја оценуваме оваа 2020 година и можеби кои ни се очекувањата за 2021. Во студиото го најавувам гостувањето на актерите. Благоја Чоревски, добро вечер. Добра вечер. Васил Зафирчев, добро вечер. Доаѓате од Велес, така? Не, во Скопје. Во Скопје бевте. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам. Воедно најавувам дека дел од ова отворено студио ќе биде и мојот колега, новинар, колумнист Љубиша Николовски, а ќе вклучим и економист, професорот Маријан Петрески. Стартуваме со дебатата, некако пробав да напишам прашања, ама тешко ми е од прашањата со уметниците, па ќе пробам преку една човечка димензија да доловиме што ни се случува, иако верувам дека нема да успееме да избегаме од она што се случува и економски и политички сега, дека ја преживеавме, еве овде сме, здрави, живи во студиото. Како можете да ја спакувате оваа година? Како персонално и професионално ја доживеавте 2020-та? И дали сум во право кога велам дека ова беше една од историски, можеби најтешките години на искушенија, година на искушенија во секоја смисла? Ке дозволиме на повозрастните без да се навредите, повелете. Слободно, за причеп, слободно, нека каже, он е повозрастен. Повелете, се едно. Ако мене ме прашувате како помлад, ќе ви кажам, доста тешко, но за среќа јас сум таков немирен дух и работам, немам проблем. После Нова година, значи 9 и 10, треба да го снимиме филмот Кино Љубов. Работевме до вчера. Работевме во железничка станица, има еден простор кај што ги правевме пробите со камера и со се, значи после Нова година, 4, 5, 6, 7, 8 правиме крајни проби и снимање 9 и 10. Јани Бојаджи е режисер, прекрасен текст, тој текст е игран во драмски, сега не ме држете за збор дали 2007-2009, не сум сигурен. А со Марија Кондовска и со Игор Георгиев пробавме пред да почнам проби на филмот, на Трајче Кацаров текст, Поштарот се вика. Во план е представа во драмски театар, така да јас сум од тој аспект сум не само задоволен, туку сум горд дека и покрај сите работи ме бараат и работам. Тешко е заради тоа што не ги знаете, асимптоматични луѓе има, доаѓаат на пробаќа. Снимав јас Дајте музика и морав да отидам да ми земат бриснери, за да, бидејќи децата таму се сите, се знаат. Среќа, да чукнам на дрво, беше одлично. Негативен бев. Така да, во однос на тоа за мојата лична работа, да, но во однос на театрите, во однос на другото, се е пусто. Ке поразговараме малку, сакам и за состојбата. Во однос на мене, јас сум задоволен. Да. Но ова што го слушам, ние новинарите често известувавме за уметноста, но може да заклучиме дека таа може би забави во одредени сегменти, но уметноста не престана со својата творба и со својата креација, со ангажманите, предпоставувам. Не, и сте викнале такви актери кои што не се фалат многу со својата работа, они се фалат која ќе излезе продуктот, представата која ќе излезе, тогаш. Иначе ние не сме Башки и Велешани сме двајцата, не сме фаленчари.
Да, се смеам и јас позади мојата маска, но гледачите не можат тоа да го видат, а често сум обвинувана за новинарка што многу ретко се смее во емисии. Навистина, да, баш навистина, тоа е забелешката од гледачите, но еве се смеам сега иако не се гледа на смевката. За Фирчев, повелете. Тешка, напорна година. Ова е криза со кое што можеби во последниве 100 години се соочува човештвото, веројатно од последната голема пандемија на шпанскиот грип од почетокот на 20-тиот век. Меѓутоа, ова не беше само година на криза во однос на здравствената криза. Ова е година на една многу длабока духовна криза. Целата ова неизвестност, целиот овој страв, непредвидливост, загуби, изгубени животи, загубени работни места, отсуства, прекинати односи, неможност за физички контакт, за нормално човечко споделување, не промени сите нас, индивидуално и се разбира колективно како нација. Сега ние можеме да разговараме што ова ќе значи за нас, за нашата држава, за нашата нација, затоа што секоја криза ги открива и добрите и слабите страни. Сега ако сме доволно паметни да ги препознаеме нашите слаби страни, на кои во иднина ќе треба малку повеќе да поработиме, особено тука мислам на личната одговорност, од која произлегува колективната одговорност, солидарноста, грижата не само за себе си, туку за фелата, за сталежот, за колективот. Да не говорам за театарот, кој бе жива уметност, се подпира на тој директен, непосреден контакт со гледачот. Тоа годинава ни беше оневозможен, иако, како што каже и Чоре, јас не можам да се положавам, нашиот театар успеа, говорам за мојот матичен Велешки театар, успеа да реализира целокупната програма. Имавме 6 премиери, во 4 играв од нив јас. Успеавме да снимиме нова сезона од Преспав, снимивме една вонредна епизода која што имаше хуманитарен карактер, односно целиот инкам од маркетингот на таа епизода и нашите хонорари ги дониравме во ковид фондот за справување со кризата. Јас лично сум задоволен и покри кризата имав успешна година и имав среќа уште од времето кога бев вработен во Драмскиот театар. Игравме во неколку представи заедно со Чоре, да научам дека всушност во секоја ваква критична ситуација работата е наше единствено прибежиште, единствен спас. Точно. И секогаш човек треба на тоа да се посвети, затоа што токму работата ќе ви овозможи да го победите стравот, да се фокусирате на она што најдобро умеете да го правите и така полесно да ја пребродите целата оваа неизвестност која се разбира, нема да заврши со доаѓањето на 2021, ни импликации и рецидиви од оваа криза ќе имаме и понатаму, допрева не очекуваат економските покри здравствените. Да, ќе ги разговараме. Го спомена зборот отуѓување за Фирчев. Често во форшпаните велевме дали социјалната дистанца ќе ни донесе и духовна дистанца. Навистина тоа е така, би заклучила еве Чоревски и вие како од помладата генерација, дури кога дојдовте малку се воздржавме во нашиот прв контакт, дали да се гушнеме, како да се поздравиме. Значи веќе се наслутува тоа дистанцирање, таа отуѓеност што се создава меѓу нас. Јас повеќе би рекол, ако го имате почита према другиот, тогаш ова можда и нема да треба. Почита во смисла сега сме обврзани на некоја дистанца, да носиме маски и така натака. Но гушнувањето не би рекол дека значи и одма да се разболите. Тоа што би правеле ние во театар сега кога би се правела Отело или Хамлет, што би правел Хамлет со Офелија или Дездемона со Отело, не знам, мислам, такви сцени не знам колку би можеле да бидат присутни сега на сцена. И таа режија, која е таа режија што ќе ја направи 2 метра дистанца, кои се тие флуиди кои што морате да му го пренесете на колешката или колегата вам и така натаму. Тешко е, технички може да се направи со таков мизансцен, но таа ќе биде празна, нема да има срце, нема да има душа. Скоро невозможно. Еве да ви кажам сега уште една работа. Имам еден прекрасен текст, се вика Ромео и Јулија, на Кишон. Што мислите, кој ќе го игра Ромео? Ја ќе го играм Ромео. Беби Весна ја игра Јулија. Да, ама така е пишан, на тие години се. Кој што ги имам јас и Весна Беби.
ќе треба да го работиме таму од мај, веројатно, ако успееме да го правиме, така да јас сум цело време преокупиран со работата и можда и тоа малку ме отргнува од мислите на пандемија која што е. Сакам да ве прашам, еве да го искористам вашето искуство до сега. Памети ли културата ваков шок, ваков локдаун, Не. Ваков стрмоглав пат удолу во смисла да се затвори се, да се стави еден зид помеѓу публиката и помеѓу уметникот, помеѓу театарот, помеѓу кината, па некако свативме сега кога ги немаме, колку впрочем и ни значеле кога сме ги имале вистинското значење. Сакате да ви кажам Да, пример. дали Земјотресот памети? 63-та во Скопје не го запре театарот да игра и надвор. Сега вие немате можност да ги направите, зашто тие беа природни движења на актерите, режијата беше таква, колку сме разделечени, видете ние. Да, јас едно сам. Неприродно. Да, неприродно сме разделечени. Дури во таква природна катастрофа театарот беше со публиката. Сега во ова, бидејќи не знаеме што се случува, како доаѓа, од каде доаѓа, насетуваме некои работи, но не се тие дефинирани, не е еден и еден, два. Нема дефиниција точна. А сега и Велика Британија уште повеќе се. Зафирче, вие го менаџирате Велешкиот театар. Колку беше тешко да се изменаџираат сите тие луѓе, да се применат Видете, театарот протоколи? преживеал многу поголеми кризи од оваа и обстојал повеќе од 2000 години. Како уметност говорам, како социјален чин, како социјална активност, како потреба на човекот да доаѓа и да консумира еден нормален театарски чин. Годинава немавме можност за тоа. Кризата беше предизвик од аспект на менеджмент, на организација, логистика. Вие ќе ги спочитувате сите пропишани правила и прописи во однос на гледачот, на публиката. Меѓутоа, актерите не може да играат со маски на сцената. Нашата професија во суштина се базира на близок контакт. Тој е составен дел од секоја една сценска уметност. Се рестартира, нели, представите, на почетокот беше целосен локдаун, се затворија театрите, кината, сето тоа. Сега се отворени за посетители. Сега не. Сега не, Велешкиот театар веќе еден месец не игра никаков репертоар, откако почна да се зголемуваат бројот на инфекции во градот. А претходно имаше одредено олабавување со одредени протоколи да има присутство. Да, со сите пропишани протоколи за јавни интерес од... И тоа за публиката функционира, се разбира. Гледачите понекогаш се жалат што мораат, ако представата трае 2 часа, да седат 2 часа со маска, затоа што тоа има и своји негативни последици, прави хипоксија, недостиг на кислород и така натаму. Меѓутоа, за актерите е проблем. Актерите носат маски само во делот кој што е зад сцената. На сцената просто играат без маски. И тоа беше ризично затоа што знаете како, не можете да знаете кој е носител на вирусот и кој може да предизвика инфекција. Но за среќа голема ние немавме голем број на суспектни случаи или пак заразени. Успеавме оној дел од репертоарот кој што го предвидивме, тој редуциран број на представи да го одиграме. Годинава се разбира, имаме драстично помал број на вкупно одиграни представи во однос на минатите години, што е логично, затоа што имаше прекини во работењето, но последниве месеци се помалку и помалку публика доаѓаше во театар, што секако се должи на стравото. Да, очекувано е. Ке ми дозволите во овој дел да го повикаме колегата, мојот колега Љубиша Николовски, доколку го имаме на линија и доколку се слушаме, веќе го најавив неговото гостување во емисијата. Режија, доколку го имаме колегата Љубиша. Љубиша, те гледам. Добро вечер. Добро вечер. Несекојдневно друштво, вообичаено кога си дел од емисииве, гостуваат нели политички аналитичари, економисти понекогаш, наши колеги, но еве решив да одиме на овој концепт за да ја доловиме годинава што ја испраќаме, едно големо збогум, се надевам сите сакаме да ја отарасиме. Идејата ти е одлична и би сакал да ги поздравам твоите вечерашни гости, двајца врвни актери македонски од две различни генерации. И ми е драго тоа што го слушам дека сепак и покрај кризата во уметноста стои и се движи. И не се фолирам кога велам дека ми е драго, затоа што мислам дека Македонија е во последно време преполитизирана, на Македонија и фали уметност, и фали култура, и сметам, убеден сум дека во Македонија подобро функционира
културата, одошто политиката и уметноста. Николовски, да се вратиме ние на нашата тема со политиката. Кого ќе прогласиме за лик на оваа година? Да подсетам, 26 февруари, мислам, беше првата пресконференција со првиот случај на COVID-19. Дали може би тогаш ја добивме и звездата на оваа 2020 година или не? Ако ме стеснуваш на просторот на Македонија, би имал дилеми, но ако говориш генерално политички на балканските простори, во негативна конотација, ја би ја оддал Захариева како личност на годината. Зошто? Па затоа што мислам дека беше премногу присутна и во бугарските, но и во македонските медиуми, и затоа што Бугарија направи нешто што нема да изслужи на чест ни на Бугарија, ни на Европската Унија, а се разбира последиците ги трпи најмногу Македонија. Но убеден сум дека покрај ваквите одлуки што бугарите ги донесоа, дека нема да биде добро и за Бугарија, ни за Европската Унија во иднина. Николовски, сакам да те прашам, инсистирам на искрен одговор ако може. Дали наивно веруваме дека ова што ни се случи со ветото е само дело на Бугарија, или може би Бугарија е тој што требаше да одигра улогата, а диригентот, сценаристот може би е некој друг со друг подпис? Па морам да признам дека имав дилеми и во некои наврати кога пишував на оваа тема, од првин бев уверен дека Бугарија, тоа е незин оригинерен став, имајќи предвид дека со децении наназад ова личи на една бугарска политика спрема Македонија и македонците, и беше лесно се препознае дека тие стојат за ова. Но како одминуваше времето, упорноста и ставовите што ги искажува Захариева, Борисов и останатите, наведуваше на тоа дека Бугарија не е осамена, иако ниедна земја поединечно од членка на Европската Унија не истрча јавно да ја подржа. Меѓутоа, имајќи предвид дека подолго време постои еден став меѓу земјите членки, особено доминантните членки на Европската Унија, постои заситеност од проширувањето, некако дојде само по себе да поверувам дека можеби, ако не и наложиле да игра така, тогаш веројатно ја поддржале молчешкум да се изигра играта до крај. Се разбира дека тоа нема да истужи на чест на Европската Унија, без разлика што Германија, да речеме, делуваше дека запнува од петни жили, или барем незиниот министер за европски прашања Рот, дека сака Македонија да ја внесе во Европската Унија, и Македонија кон крајот на годинава да ги почне преговорите, да добие датуми, да се одржи таа заедничка конференција меѓу Македонија и Европската Унија, но тоа не се случи. Така што мислам дека поголемиот број граѓани македонци веќе го делат ставот дека нас фактички не извиси Европската Унија и дека тоа дополнително ќе создава евроскептицизам, без разлика што премиерот и власта се обидуваат се уште да веруваат дека со Бугарија ќе имаме позитивен исход. Јас мислам дека се скршија многу работи и дека тој договор за добрососедство и пријателство нема да има добри темели или ќе мора многу долго да се работи за да се постигне некое ниво на доверба меѓу двата народа, не само меѓу политичарите. Николовски, Захариева ја одбравте и како личност во Македонија, но јас повторно ќе инсистирам да се вратиме на домашната политичка сцена, без разлика дали со позитивен или негативен предзнак. Кои беа главните фаци на политиката во 2020 година и воопшто во тој општествен живот? Знаете на што алудирам? Па сега да не звучи некако додворувачки, но не само од позитивен, од секаков аспект, мислам дека подолго време главна звезда во медиумите е премиерот Зоран Заев. Без разлика дали некој го фали или некој го критикува, дали му забележува за начинот на кој што настапува, но имам доста забелешки кон начинот на тоа како се справува со некои
работи, но генерално е доста отворен, може би претерано оптимистичен, што не е добро за еден политичар, но барем, како да ви кажам, со него знаете на што сте. Од почетокот, од кога почна да делува на македонската политичка сцена, одеше храбро со тези кои што не беа многу лесно прифатливи за поголемиот број граѓани во Македонија, одеше со истите тези за отворено општество, за правата на етничките заедници во средни избори, еднашка, повторно го направи тоа и на овие избори. Може некој не се согласува со тие ставови и тези, но тој ја бутка работата на начин на кој што ја турка. Јас повеќе верувам во политичари од тој ков кој што тоа што го мислат и го кажуваат, одошто оние кои што постојано избегнуваат на конкретен одговор само да се додворат на граѓанството. Па еве нека биде Зоран Заев. Да го споменеме Мицковски, ако може во одреден контекст, бидејќи ние имаме опозиција која што веќе излезе на протести, со став дека Македонија во оваа година практички изгуби голем дел од она што значи идентитет и суверенитет. Каква е позицијата на опозицијата со оглед на тоа што гледаме дека во годинава што измина и Мицковски во собствените редови се соочи со повеќе фракционерства и повеќе сигнали дека може би таму се потребни промени во опозицијските редови? Па на крајот на последново моје излагање јас некако иманентно како да го именував и Мицковски. Тој е шеф на опозицијата или на ВМРО ДПМН. Се разбира, ВМРО ДПМН не е било која партија, тоа е голема партија со, како што вели, со државнички перформанси, но сметам, повеќе пати сум кажувал, не сакам да бидам чист критичар на Мицковски, но не го искористи капацитетот на ВМРО ДПМН онолку колку што можеше и не на начин на кој што навистина ќе делува државотворно. Се претворија во една класична опозицијска партија која што ја зема првата алатка на опозицијата, тоа е некојаш безпредметно да критикува за се и се што, не нудејќи им дури на своите приврзаници, камоли на неопределените, се разбира не на оние поддржувачите на социјалдемократите, не нудејќи опција која што може за која што може да се фати. Мислам дека не е доволно за ниедна опозиција постојано да критикува по секоја цена. На Запад постојат опозиции кои што имаат влади во сенка, кои што нудат решенија, кои што нудат перспектива. Ја може не е добар примерот, но за мене германскиот пример е идеален. Ние сме се уште длабоко поделено општество. Во Германија постојат СПД, тоа се социјалдемократи, постои ЦДУ и ЦСУ, тоа се една десна партија, класична десна партија. Со години владеат во Германија заради интересот на државата. Тоа не значи дека тие немаат разлики, темелни идеолошки разлики во функционирањето, во сваќањето на германското општество, но добро функционираат. Мене ми е нејасно зошто тоа во Македонија еднашка не може да почне да функционира. За односите меѓу опозицијата и власта сум сметал и порано и сега ќе кажам. Не е само на вината во опозицијата и во власта. И додека беше Груевски и ВМРО, секоја сум сметал дека власта треба да се доближи до опозицијата. А ако Заев имал храброст, оптимизам и сила да верува во Бојко Борисов и во бугарската власт и да има начин да се доближи до него, мора да смогне сила да се доближи до опозицијата. Кој да е сегашен лидер? Тоа ќе биде тешко, но сигурно нема да биде потешко од да се справи со Захариева и со една политика на негирање на цела нација. Па на крајот на краиштата и опозицијата и власта во Македонија и сите други партии на албанците имаат една иста цел од Македонија да направат пристојно место на живење. Верувам дека опозицијата и власта мислат подобро и подобро за македонскиот народ и граѓани, од што тоа го мисли било која држава во Европа, без разлика што се декларираат дека не сакаат и почитуваат. 10 минути политичка анализа, предпоставувам не беше досадно ниту на моите соговорници, предпоставувам следите. Љубиша, само сакам да те прашам, иако предпоставувам каде, ама еве да прашам за нова година каде?
Па нема каде, дома. Јас се надевам дека навистина ќе имаме можност да гледаме добри серии. Јас уживам во Преспав, тоа е една од современите македонски телевизиски серии. Мислам дека е најдобра досега од она што сум можел да го видам. Мене ми е жал што театрите се малку понедостапни, но сепак ми е драго дека уметниците наоѓаат простор да се искажат, иако се разбира имаат право на политичко мислење и на политички ангажман. Но јас сум малце конзервативен, мислам дека на уметниците местото им е во храмот на уметноста, таму каде што припаѓаат. Иако нели театарот секогаш бил политички ангажиран. Ти благодарам, Николовски, за ова вклучување. Посакувам добро здравје, успешна нова година. Ако не се слушнеме, видиме овие денови. Чоревски, вие сте биле дел од извршна власт како министер заменик министер за култура. Генерално горе-доле ги знаете, работите интерно и административно, можеби како функционираат, па можеби вие од позиција на менаџер, еве велам директор на театар. Оваа година во културата двајца, мислам, министри дека се сменија. Имаме нова министерка, претходно имавме министер Албанец. Колку културата само декларативно ја стававме на пиедестал и како сектор кој што ни е важен за менаџирање, за поддршка и така натаму, од друга страна, дали успеавме како власт, како влада, како држава да ги испорачаме резултатите што треба да ги испорачаме во сегментот култура? Добро, вие сами кажавте декларативно. Ако, бидејќи и Заев и Мицкоски или претходно Груевски декларативно се за Македонија, тогаш тие би се здружили да направат нешто многу повеќе од она. Ќе ви дадам пример. Николовски го спомна Рот, а јас ќе ви дадам пример многу посвеж со Курц во Австрија. Кога пропадна неговото здружување со крајната десница, тој направи нови избори и се направи влада со зелените, малтене со сојуз на комунистите или понапредни. Но тој рече за Австрија. И така ја направи владата и така владее. Нити Заев, нити Мицкоски не се за Македонија. Прашањето зошто е тоа така? Ние се соочуваме не со оние етнички проблеми што ги имавме. Мислам дека вие повеќе ги немаме како општество. Ние сега имаме, како се вели тоа, интраетнички проблем, поларизација, особено изразена во македонскиот блок. Ќе ви го кажам фигуративно. Замислете, јас и Зафирчев играме во иста представа и сме на крајно различни, не карактерно тоа што го имаме како карактер, него како луѓе, како пријатели или како колеги, он си игра своje, јас играм своje, нема тука представа. Тоа е исто и со политиката. Нема. Јас си отидов на втора година, неполна втора година, си дадов оставка, затоа што никој не ме прашуваше стручно што треба. Јас отидов таму мислејќи дека ќе помогнам на колегите мои. Кога видов дека ме прашуваат за шуми и за ова, реков фала и си дадов оставка. И сум пресреќен дека сум ја дал на право место и во право време. Не може, како да ви кажам, не можете да владеете со сите умови во едно мало државиче и вакво какво што ја да не зборувам за големите држави. Да, но прашањето е како успеа политиката и политичарите, толкава поларизација, толкава омраза, еве да кажам едноставно да донесат помеѓу народот. Но тоа не е само прашање на политичарите. Тоа е прашање на националниот ментален склоп. Јас одбивам да дискутирам на тема култура, особено национална, затоа што сите театри се под капата на државата, значи ние разговараме за национална култура. Ние за жал немаме ниту приватни театри, немаме ниту независна театарска сцена која што одржливо ќе може да функционира со мали инциденти кои се претежно естетички, непродукциски. Ние не можеме да разговараме за национална култура ако немаме национална стратегија во која сите чинители на политичките процеси ќе седнат и ќе се договорат. Јас се сеќавам, кога го формиравме, се сеќава и Чоре, Сдруженијето на драмски уметници Джинот, која сега за жал не функционира, пропадна за 4 години, толку сме ние единствени како фела, поделени на ваши, наши, леви, десни и така натаму. Многу малку сме знаеле да се грижиме за колективниот интерес, како фела говорам театарска. Јас се сеќавам, тогаш беше министер почитуваниот, сега веќе за жал покоен Баге,
кој направи многу за театарот. Тој беше театарски човек, кој знаеше како се создава, како се прави добар театар, кој ќе има и некаква интернационална референца. А се сеќавам дека тогаш дојдоа експерти, двајца германци и еден французин, имаше некаква конференција во Holiday Inn, кои говореа за проблемот на пирамидалниот модел на нашата култура. Ние сме самостојна држава од 91-а, меѓутоа нашиот модел културен на кој што ние ја негуваме, развиваме, поддржуваме и застапуваме културата е апсолутно соцреалистички. Односно, државата инвестира многу во институциите, бидејќи се сите под капата на државата. Нема децентрализација, така? Ниту пак се создадени услови за децентрализација. Државата финансира многу проекти од културата, а многу мал дел од тие проекти го враќаат оној интерес на државата што државата го очекува. Значи, ние не можеме само да ја обвинуваме политичката номенклатура, сегашна, идна или мината. Меѓутоа, ние мора многу да поработиме индивидуално. Каков театар ние сакаме да правиме? Каде ќе сакаме тој театар да го презентираме? Едно е да вие направите представа во која што сте најдобри на фестивалот Чернодрински, при тоа учествуваат театри кои имаат прво различни буџети. Джоре знае, продукцијскиот дел на представата како зависи од буџетот. Што значи ние не сме рамноправни. Друго е да правите представа која што се однесува, да речеме, на некој интернационален фестивал. А повеќето фестивали театарски интернационални веќе функционираат на принципот на зададени концепти. Тие однапред ви задаваат концепти какви представи бараат на нивниот фестивал. Така што ние сме тука малку залутани, малку изгубени и ќе ни треба време да се консолидираме. А од друга страна, да не заборавам и ова да го нагласам. Голема привилегија е да земате плата од државата за да создавате уметност и култура. Тоа многу од моите колеги во соседниве држави го немаат. Многу од моите колеги од мај месец во Србија и Хрватска остана без работа. Да ве потсетам дека Србија и Хрватска, која што е во ЕУ, се уште има активна забрана за вработување во култура. Моите колеги таму немаат можност да се вработат во националните или градски театри. Хрватска има закон за театри. Децентрализиран е театарот. Таму се знае кои се национални, а кои се од градска управа. Меѓутоа, среќа голема што снимаат многу повеќе од нас и серии и филмови. Тие млади колеги имаат можност каде да творат и каде да се изразуваат. Ја мислам дека најмногу важи тоа, затоа што сега премногу е на пиедестал ставен не квалитетот, а квалитетот никој не го прашува. Јас не памтам дали ми се јавиле од претходната власт и од ова мене, да речеме, како стручјак кој што 50 години е на штиците кои што живот значат, дали му се јавиле на Васе. Значи, многу тешко. Они мислат кога ќе стигнат во Министерството за култура, они се договори, они треба да решаваат и да... Ќе ви кажам еден пример, личен мој, за да сватите до каде сме и кои сме. Јас, заради тоа што сум го постигнал во театарот, во областа во која што работам, сум носител на национална пензија. Значи, додаток на мојата пензија, која што имам додаток. Тоа го направиле комисија, луѓе кои што се знаеле што е тоа театар, знаеле кој сум јас, знаеле кој е Прличко, да речеме, да не ги редам сега, великаните, нели. И откако ја добивме тој додаток на пензијата, ние го добиваме на 3, на 4 месеци, некојаш ќе го добиеме, 2 ќе добиеме, 2 такви додатоци во еден месец и така натаму. Тоа самото говори дека нешто не е. За сериозноста на пристапот или несериозноста? Така е, не може. Тоа сакам да го кажам. Мене ништо не ми значи тие 10-12 илјади ако ги добивам на 6-7 месеци. Ако ги добиваш тогаш, кога ја добивам и пензијата, кога за среќа ми значат. Иначе, така го формувате ви мислењето, секој ќе ви каже, тој имаше дури полемика да ги избришат тие. За тој формат на пензија, да, како што имаше, нели, и од премиерот каже, јас дадов насоки
нели да се испита таа работа со филмот Ругање на Христос. Нема што никој премиер нема право да даде насоки. Можам да дадам јас, може да даде он за уметноста. Јас не давам насоки во политиката. Да се разбереме дали треба вака да се направи така. Има кои што се стручњаци за тоа, ние сме за ова, за театарот, за филмот и за телевизијата, ќе ги прашате правите личности. За жал тоа не е така во Македонија и затоа стално сме се подолу добро тука нема толку добро. Оно што го кажав на самиот почеток дека политичката номенклатура секогаш произлегува од народот. Да. То се представници од нашата фела. Ме разбирате зашто? Да, и од нашата и од сите нас, сакам да кажам. А не работат за Зато она што не ни се допаѓа кај политичарите, треба да го бараме кај нас. Затоа што тие се представници наши. Како велат, има ли такви изреки, каков народ, таква влада заслужува. Да, овде морам да направам пауза, минута-две, да здивнеме и продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со емисијата, се враќаме во студио со Чуревски и со Зафирчев. До година славиме 30 години независност. Така е, така му доаѓа. 2021 нашата држава убава, сака на Македонија. Сте шетале надвор, и професионално, и приватно многу, и со ангажмани, и така натаму. Сакам да прашам, колку Европска Унија ќе ни ја смени приказната, колку тие европски вредности по кои што постојано ние сега се повикуваме на ниво Европа вака, Германија така, па Италија бевме, имаше супер систем, бевме ваму, бевме таму, се некако кога го коментираме од тука дома, тоа ни личи дека е најсупер, трчаме по тие европски вредности, колку тоа на вистина ќе ни ја смени приказната, тие 3 децении независност ги спомена во смисла дека сите наши власти покажа, имаа шанса 30 години да покажат, па и ние како граѓанство, колку сме зрели или незрели за демократија, подготвени или неподготвени за промени, за општество без корупција, за општество со правда и така натаму. Поминали ВМРО, ДПМН и СДСМ со различни коалиции и сме таму кај што сме. Колку Европа ќе ни ги смени овие приказки? Ништо нема Европа да ни смени ако ние не се смениме. Они немаат потреба нас да не менуваат ако ние сами не се смениме. Ние имаме европски вредности. Говорам за културата. Јас сум го прошетал цел свет со театарот, со драмски. Сме биле на различни сцени, каде што сме добивале овации за нашиот презентиран труд во театарот. Немало таму, тоа е од социјалистичка Југославија или од Република Македонија и од ова. Никогаш немало. Ја гледаат представата, го гледаат продуктот кој што им го давате. Ништо друго. Чуревски, кога велите ние треба да се промениме, на што мислите, ја набрав? Корупција, правна држава, економија, општество, НАТО, Европска Унија, све на купче истите проблеми, одакот ни кај нас станаа хронични. Да ви кажам еден пример, многу прост пример, ама говори. Ако бевме во Австралија со женски оркестар, пријателот мој го вади, станува са бајле, го вади ѓубрето во кеса, 4-5 кеси вади ги става во дворот. Викаме, шо правиш бе? Морам да ги ставам, ќе помине сега во 7:05, ќе помине. Тоа точно има. За пластика има ова, има тоа. Секоја кеса, да. И викам, шо? Ако не ги извадам во 7 саат од која ќе помине тоа, шо ќе го направиш? Морам да ги вратам назад. Дома да ги вратиш. Затоа што комшијата мој ќе се јави по телефон, ќе каже стои ѓубрето на стрит тој и тој. Не може, така се прави држава, со страв, односно со закони кои што ќе се ефектуираат. Кај нас што дека имаме закони кои не се ефектуираат. Ќе се јавам, не дај Боже, да го изгази жената и детето почина, мажот и почина, ослободителна пресуда. Еве, јас сум лаик за право, не знам, но тоа не верувам дека би се случило во другите земји. Не дека се они покултурни од нас, попаметни. Не се. Но законите ги спазуваат. Државата ги спазува, без разлика кој е. Дали е царот, дали е обичниот службеник кој што поминува, да. Тоа само може да не спаси. Да, за жал, правдата и правото се јадрото на секоја држава и за економија, и за култура, и за функционалност на сите пори. Зафирчев,
помлад, од помладата генерација. Колку Мене Европа навистина ни е потребна? Искрено многу жал што ние 30 години на тема европска интеграција буквално ги пропуштавме во празно. Ние кога размислуваме за Европа од аспект на нашиот ментален склоп, кој е многу важен, балкански, византиски, како сакате наречете го. Ние секогаш размислуваме само во однос на можностите кои се нудат, парите кои што се нудат, а многу малку размислуваме за реформите што ние треба да ги исполниме, за да можеме да ги користиме тие можности овде дома. Нашата држава секоја година ратификува договор со Европската Унија во однос на користење на средства од европските културни фондови. Многу малку тие пари ние ги користиме. Зашто ги користи со земјоделството? Затоа што во Европа не проаѓа корупција на менаџери, во Европа не проаѓа пренаменување на трошоци кои веќе сте ги побарале. Затоа што Европа бара едноставно да работите домаќински, односно она што сте предвиделе за тоа да го потрошите. Тоа бара да седнете, добро да го размислите проектот, добро да го конципирате, добро да го поставите, да ги одберете вистинските соработници кои што професионално и на високо постигнато уметничко ниво ќе завршат својата работа. Ние во таа насока сме тешки импровизатори. Ние сакаме во Европа, ама со соцреалистичките замисли, кои не беа лоши, далеко од тоа, беа многу добри, но во тој систем, не во овој капиталистички систем, кога вие треба да направите проект кој некој ќе го гледа, проект кој треба да се продава и така натаму. Така што мене ми е многу жал што ние генерално изгубивме многу време во овие 30 години и се уште губиме време. Затоа што ние не се бавиме со суштинските работи. Јас искрено не мислам дека неотпочнувањето на преговорите се должи само на ветото од соседната држава. Искрено и не верувам во тоа дека вие можете да направите договор со било кого и да се договорите дека вие од вечерва ќе се сакате и ќе се почитувате. Напротив, или се сакате и се почитувате, или го немате. Сметам дека ние имаме уште многу реформи кои треба да ги завршиме дома. Особено во однос на стандардизација, професионализација, секој во рамките на својот сектор. Зафирчев, ако ние ова заедно овде го говориме и го диагностицираме, предпоставувам политичките елити поинформирано и повеќе ги знаат проблемите од нас. Но прашање е зошто не се решаваат. Дали отсуство можеби на онаа политичка Анета, затоа што не ги интересира. Зошто? Зошто? Функциите се атрактивни, Џуревски. Како заменик министер бев како гост во Бург театар и таму имаше некој конгрес на взаимни почитувања, односи меѓу театрите на Австрија. Јас кој им кажав дека тогашниот наш буџет беше 25 милиони марки, кај нас во Македонија, они имаа 5 милиони во Австрија. Знаете како стана? Да не ви го одглумам тоа, како остана, подзинати беа. Не е возможно, вика, па вие сте мала земја, они све ни кажа што сме, а имаме огромен. Тоа што го говореше и Васе. Дека ние премногу земаме средства за несработено. Средства од државата, од граѓанинот, од мене, од него. За несработено, за неквалитет, феноменално се зимаат пари. 400 милиони евра. Економијата е толку годишно буџетските плати, докај 400 милиони евра стаса како сегмент од буџетот, кога велам за сите буџетари. Тоа го мислам. Ајде малку преминуваме на економија, да го побараме професорот Маријан Петрески, доколку го имаме на линија. Добро вечер. Добро вечер, Анета, на вас и на гостите во студиото. Ви благодарам што не почекавте малку за ова вклучување, но еве финишираме со емисијата, па едноставно да прашам, знаеме, ја дефиниравме 2020 година дека е тешка економска, ќе имаме ли повеќе пари како држава во 2021, ако ни се оствари она сценарио дека кризата ќе почне да исчезнува, да заминува со вакцинацијата, дали брзо и лесно ќе се вратиме на старите стази на економски раст, што треба да значи, нели, повеќе пари за бизнисот, за граѓаните и така натаму? Па добро, коректен е заклучокот дека опоравувањето на економијата зависи пред се од вакцината, значи колку брзо таа ќе дојде во земјава наша и колку ќе биде ефикасна.
Сега ова го дискутирам од перспектива на тоа што првичните информации беа дека тоа ќе биде јануари, сега веќе се зборува за март, а во меѓувреме развиените земји па и дел од околните земји веќе започнаа со процесот на вакцинирање. Значи, економијата исклучиво зависи од тој процес и би рекол дека зависи почетокот на опоравувањето, кое што нема да се случи веднаш и нема да се случи преку ноќ. Меѓутоа, под предпоставка дека ќе започне вакцинирањето скоро и дека во некој разумен рок би го имале тој имунитет на стадо, тогаш би можеле да зборуваме дека почетокот на опоравувањето би бил некаде во вториот квартал годинава, а ќе може да зборуваме за враќање на старите патеки од пред пандемијата, верувам некаде на почетокот на 2022. Владата е во најава дека подготвува 5-ти пакет поред, мислам, на економски мерки би бил тој во 2021 со некоја прогноза дека нели кризата ќе продолжи во првиот квартал. Тоа значи 5-ти поред пакет на финанси кои што треба да завршат кај граѓани и кај компании по различни основи. Но сега малку моите соговорници вечерашни, ако ги следевте, ми отвори една димензија, па вака рекоа: многу пари се историја за несработена работа. Дали премногу великодушна беше владата во тешки кризни времења, или можеби само сакаше да не отвара некој нов фронт на социјален немир или револт од сето ова што се случува, па се истураа пари на платежни картички, на ваучери, на компании, за минимални плати и така натаму и така натаму. Па добро, во делот на клучните мерки сепак би се осврнал, затоа што постоја многу други мерки од поситен калибар. Но во делот на клучните мерки мислам дека владата го направи она што го гледавме низ светот, значи поддршка на оние работни места кои што беа најзагрозени, поддршка на граѓаните кои што беа најзагрозени, поддршка на ликвидноста на компаниите. Значи во една ваква криза од невидени размери каква што не сме нели доживеале во нашиот животен век, всушност и не можеше друго да се прави, затоа што работењето, да кажам, особено во најпогодените сектори, беше едноставно невозможно, или заради тоа што тие мораа да затворат бидејќи опадна побарувачката, дали дома или во странство, или затоа што беа затворени со одлуки на владата. Така што во таа смисла не би рекол дека тоа беа истурени пари за неработење, туку беа истурени пари, еве да го искористам истиот збор, меѓутоа за да се спаси една многу поголема катастрофа во смисла на изгубени работни места, во смисла на изгубен доход, кој што понатаму ќе се префрлат нели и на здравствениот аспект, ќе генерираат болести, други несреќи и така натаму и така натаму. Тоа е она што го покажуваат анализите, особено за мерката 14.500 денари по вработен. Но гледано од една друга перспектива би рекол дека владата сега веќе се фали со 5-ти пакет мерки и тоа е во ред, особено ако под предпоставка повторно на што го дискутиравме дека вакцинирањето ќе започне скоро, да повеќе во тој пакет видиме една развојна компонента, односно веќе да се поддржуваат сегменти од економијата кои што имаат потенцијал потоа што побрзо да го вратат растот на некоја стара патека од 3-4 па и повеќе проценти годишно. Меѓутоа во сето тоа да не заборавиме дека владата испроектира многу средства кои што за 4-те пакети се отприлика околу 1 милиарда евра, што е близу 10% од бруто домашниот производ, а реализацијата е многу ниска. Значи за првите 3 пакети кои што вредеа околу 550 милиони евра, значи според проценката на владата потрошени беа околу 200 милиони евра. Значи сега ако гледаме од таа перспектива имаме два проблеми. Или владата не испланирала добро, била преоптимистична дека премногу пари ќе истори во економијата, но се соочила со недоволен абсорбтивен капацитет, или пак дека била неефикасна во процесот на реализација на тие средства. Така што повеќе димензионален би рекол тој проблем на помошта, која што се разбира да беа нормални услови, да тие се делеа како субвенции, ќе се согласев со тезата дека се дадени и за нешто што е несработено и таа тема
за субвенционирање која што во Македонија се наметна уште пред 15 години и се уште трае, тема сама за себе која што за во нормални околности па бара една поинаква анализа. Меѓутоа во вакви околности мислам дека според дизајнот владата на мерките владата го направи она што го видовме низ многу земји низ светот. Да, секако ние како јавност, без разлика дали ќе ги дефинираме како истурени, инјектирани и така натаму, тоа се финанси кои што сите ние и нашите деца ќе треба еден ден да ги платиме, а тие се книжат, нели, на сметка на јавен долг, вака народски кажано, кои што годинава надмина 50%, се приближи, мислам, 60%, 5,7 милиарди евра некаде достигна, ги видов последните податоци. Кратко само ве прашувам, знам дека растот е детерминиран од многу фактори, но чисто со една реченица, дали ќе кренеме економијата 2020, дали ќе излеземе од оваа фаза на рецесија? Видете, во 2021 година ние во техничка смисла ќе излеземе од рецесија, од причина што во 2020 значи имаме многу голем пат, особено во вториот квартал падот е минус 14,9, во третиот е минус 3, четвртиот квартал ќе биде некоја цифра исто која што ќе се движим меѓу минус 2 и минус 3. Значи, кога имате вие така ниска основа, секако дека ќе реализирате некаков раст во периодот што следува. Значи, кога ќе го споредуваме квартал 2 од 2021 со квартал 2 од 2020, ние ќе имаме некаков раст, бидејќи основата е многу ниска. Но повторно, колкав ќе биде тој раст, реков, зависи од тоа колку брзо ќе може да создадеме колективен имунитет. Она што е во друга смисла значајно вашето прашање, колку брзо ќе може да се вратиме на оној долгорочен раст, кој што потенцијалот на нашата економија се движи некаде помеѓу 4-5%, значи кога би се вратиле на некоја таква долгорочна одржлива патека. Тоа се разбира зависи многу од пандемијата, кога и како таа ќе заврши, меѓутоа особено зависи од тоа колку ние и генерално, а и пандемијата ќе искористиме за да се реструктурираме, да направиме реформи во клучни сектори, низ сето тоа да го подигнеме институционалниот капацитет што ќе генерира дека правото ќе владее, дека помалку ќе бидеме спремни на политички компромиси, а со цел реформите да вродат со плод и така натаму и така натаму. Значи тоа е една долга патека. Маријан Петревски, ви благодарам, професоре, што се вклучивте. Ви посакувам добро здравје вам и на семејството. Ви благодарам за ова вклучување. Се враќаме со последните минути и сега додека го одјавувам што да ве прашам. Ај прво да прашам дали би се вакцинирале. Јас да. Затоа што морам да верувам на оваа напредна наука. Морам да верувам во тоа, покрај тоа што имам 73 години, да верувам на староста, да верувам на тоа што го кажале стручњаците. Јас би сакал да бидам вакциниран, не заради самиот себе, туку заради сите кои што ме окружуваат, кои што сакам да ги гледам, да ги сакам онака како што сум ги сакал и пред тоа. Немам дилема околу тоа. Васил? Околу вакцинирањето јас уште не можам да изградам конкретен став, затоа што иако сакам да верувам во стручноста на оние кои тоа треба да го спроведат. Сакам да верувам во тоа дека науката првенствено треба да се грижи за и да работи во име на нашата благосостојба, но ако ги следиме процесите од последниве години, јас искрено се плашам дека вистинската наука во светот е исто така во некои теме наголо и ќош како и вистинските уметници. Напротив, мислам дека науката се занимава со профитот, а не со здравието. И од тој аспект, особено во една ваква ситуација, кога самата фела, фармаколошка, медицинска, научна, академска е поделена
во однос на тоа што е вакцина, а што не е вакцина, дали треба или не треба. Мислам дека е многу тешко да се донесе здраворазумска одлука, иако потполно ја разбирам позицијата на Чоре, затоа што истата позиција имаат и моите родители. Првенствено сметам дека процесот на вакцинирање треба да биде насочен во таа насока, да пред се земат предвид возрастните, целни групи. Јас лично ги почитував сите правила и прописи во изминатиот период, неколку пати заради професионалните ангажмани морав и да се тестирам, но искрено се надевам дека како и за секоја тешка и голема болест, дека ова еден ден ќе заврши со вакцина, апсолутно. Ке се ломат тука копијата уште, еве, слушаме Македонија дека повторно ќе биде некаде на опашката, дали март ќе стасаат вакцините, Европа почна од вчера, мислам, со вакцинација, ги имаме првите проблеми во Германија во однос на транспортот, проблематичното чување и транспортирање на вакцината, но Европа веќе влезе во фаза на вакцинација, САД исто така, на истокот исто така. Да се надеваме дека оние кои ќе сакаат, што е најважно, да имаат пристап до вакцината, тој што смета дека треба да се вакцинира. Од све помалку во разговоров, ја завршувам емисијата, ви благодарам на двајцата што дојдовте, ви посакувам добро здравје вам и тие што ги сакате, па да се видиме во некое подобро време, јас без маска и со карми. Ако може, да. И во театар. Поможност во театар или во некоја киносала. Таму секако, да. Да, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Поздрав на сите гледачи. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Ова практично беше моја последна дебатна емисија за оваа година, но останувам на екраните, се гледаме преку централните дневници на нашата телевизија. Од мене пријатно.